Цела една плата родителите ќе ги чини оваа учебна година за 2 ученика. Имале или не, тие треба да се снајдат овие 10 дена. Денешно време не е баш лесно да се финансират дечињата. Мислам, опремата за школа е прилично скапа. Така да платите се и мали, тешко. Бесплатните учебници многу не ја менуваат состојбата, зашто за ученик треба многу. За школа ми требаат водени бојци, темперни бои, моливи, тетрадки, книги, ми треба ранец. За физичко опрема ми требаат некои патки за физичко, добри бермуди, добра мајца. А сето тоа чини пари. Ако зимат ранец, веќе од 1000 денара, натака е ранецо, некаде 400-500 денара ќе ги кошта од прилика бојци, тетрадки, така да за помалите оделенија некаде околу 1400-500, за поголемите оделенија нешто малце поскапо, сума сумаром до 2000 денара. Различни се цените, различен квалитет, значи едно спремање на еден ученик почетник од прво до 5 оделение нека го кошта од 1500 до 3500. Но, освен опрема и прибори, треба и гардероба. Треба да биде дотерано, да биде облечено, да се усишта угодно. Кој колку може и како може. Сето ова исто така е скапо, па и за најскромна гардероба потребни се барем од 2 до 3000 денари. Заедно со училишната опрема тоа се веќе 6000 денари. 2 ученика и еве ја просечната плата на работниците кај нас. Па зависи, тешко мислам на рати е тешко, претежно готовинско плаќање. Заради тоа што сепак и у дуќаните више не дават на рати, се повише готовинско. Уште поголем е трошокот за родителите чии деца на училиште ќе тргнат од оваа година. А ни во регионот ќе ги има околу 3000. Се вкупно, од септември во училиштата ќе се појават 20.000 основци и средношколци.